Добро утро, почитувани. Во првото постбожикно издание на да си кажем, имам чест да ви најавам едно големо режисерско име, Слободан Унковски, ни доаѓа во студиото и продуцентот Мита Кузевски. Добро утро, почитувани господа. А ќе зборуваме за еден голем проект на задоволство на особено помладите гледачи кои не следат, на помалата публика која во 2025 ќе има можност да види возобновено издание, проект на Бушава азбука, некогашната играна и забавна едукативна серија со која растеа генерации македонци во продолжение на Куса најава со една новогодишна празнична песничка за да видиме за што станува збор. Želba novogodišnja I je za igračka pod elka spakuvana. J je za ljubov, srce što razigruva. B je za Bušava azbuka. A je za avantura volšebna. E je za elka dovrvotna kitana. V je za veselba se družime i smeme. G je za grad od velikoj peme. Azbuka da ja učime, zajedno ja peme. Su se koja bukva znajeme umeme. Nova ta godina nosi svetlina. Napiši na kirilica, sretna nova godina. D je za drvo, zeleno, zimzeleno. C je za zvezdite što svetat na neboto. S je za sanka po snegu da letame. Z je za zajedno da bideme. Azbuka da ja učime, zajedno ja peme. Su se koja bukva znajeme umeme. Nova ta godina nosi svetlina. Napiši na kirilica, sretna nova godina. Za lampion što bleska na elkata. Ć je za gerdan svetkav ponso sjaj. O je za ognomet nokta da je osvetli. Sretna nova godina i radost za side. Azbuka da ja učime, zajedno ja peme. Su se koja bukva znajeme umeme. Nova ta godina nosi svetlina. Napiši na kirilica, Pročitaj na kirilica. Napiši na kirilica. Sretna nova godina. Срекна нова година уште еднаш и топло добре дојде за Мита Кузевски и професорот Унковски. Добре дојавте во студиото на Телма. Најдевме. Еве на овој начин најавуваме возобновување на култниот некогашен проект 40 години по првата епизода емитувана на Бушава азбука, далечната 1985 на македонската телевизија. Во 2025 гледачите ќе можат да видат прва епизода од анимираната серија Букваждар. Да, значи јас сум бил 3 години кога почнало да се емитува првата епизода на Бушава азбука, меѓутоа и јас и како многу други генерации после мене се пораснати со Бушава азбука и без некоја голема скромност можеме да кажеме дека е најдобриот македонски бренд кога станува збор за образовно забавна програма која што се занимава во случајов со македонскиот јазик. Букваждар треба да направи едно поврзување помеѓу Бушава азбука, онаа што јас сум ја гледал пред 40 години, со новиот проект кој што е насловен како Бушав буквар, меѓутоа ќе го оставам професор Унковски повеќе да каже за Бушав. Значи практично ќе зборуваме за два проекти кои се наследници на некогашната Бушава азбука. Едната е анимираната серија Букваждар, а втората е играната серија Бушав буквар која исто така се подготвува. Која што исто така
би требало да се случи. Анимираната серија ќе се емитува 2025-та, точно од 40 годишнината од Бушава азбука, со која што сакаме да покажеме за потребата, особено кај младата генерација, за создавање на оваков тип на содржина македонска, затоа што ќе тргнеме од мојот личен пример. Ја имам син кој што е 7 годишен и ние многу брзо сакаме да ги обвиниме новите генерации, како они не го користат македонскиот јазик, како они сакаат англиски да гледаат, меѓутоа никогаш не се погледнуваме себе си и да се запрашаме што ние сме им создале за да они гледаат македонска содржина, а да не ја гледаат англиската содржина или не содржина на било кој друг јазик. Професоре, пред да го најавите Бушавиот буквар, од оваа дистанца сега, 40 години подоцна, кои чувства преовладуваат кај вас кога се сеќавате на првите епизоди емитувани на Бушавата азбука тогаш? Знаете како, таа играше на ЈРТ, на цела југословенска телевизија играше во 8 сат во недела. И наистина беше еден, така да кажам, значајна случка беше. И за мене, и за целата екипа, и за телевизија. МТВ направи еден голем напор да ја сними, затоа што немаше доволно средства, директорот најде екстра пари за да се сними таа серија, така како што треба. Значи не се воздржавме од никакви опреми или не знам технологија во тој момент што беше. Значи беше многу различно сега и тогаш како телевизиското снимање воопшто се беше. Меѓутоа она беше значаен исчекор во едукативната програма на телевизија и тоа е најважно. И за жал денеска после толку години сме дојдени во ситуација да немаме едукативна програма на телевизија како што треба. И немаме ни едукативен канал, еден образовен канал да речеме на цела Македонија, кој што постојано ќе емитува такви не Бушава азбука само, него воопшто образовни емисии, од математика до се друго. Затоа што имаме школи што се далеку, што немаат можност да дојдат у театар, што немаат можност да гледаат други работи. Така да враќањето, Бушав буквар уствари е враќање кон корените, кон потребата да се македонскиот јазик да се врати повторно на голема врата на телевизија. Добро, останува брендот Бушав, под брендот Бушав оди и букварот и буквождерот. Зошто е тој збор толку силен, впечатлив? Затоа што е запаметен, затоа што го има и морам да кажам дека на разни телевизии низ Македонија се појавија разни емисии кои што се имаат во наслов од Бушав. Бушава тематика, Бушав ова, Бушав тоа, што покажува дека таа генерација што гледала, као Митеш имал, не знам, 3 години, така таа генерација пораснала и почнала да произведува некои програми што им останале во сеќавање, не? Она сепак стана повеќе од серија, стана нешто што е бренд пошироко. И направивме голем напор да се исчекори во друго. Бушав буквар беше, Бушава азбука беше нешто што беше за секое слово, за секоја буква и практично ги учевме буквите и многу луѓе и деца особено научија ги научија буквите на одреден начин. А сега се обидуваме да одиме чекор понатаму и да говориме за јазикот, за разните идеи што ги имаме врска со тоа и да се вратиме на корените на тој јазик, на нешто што беше на почетокот 45-та, 6-та година, 7-та, како значајни чекори во етаблирање на македонскиот јазик, установување на нормите и така натаму. Како тоа во тоа време, како што велите самиот, беше нешто врвно и во самата технологија на снимање на тогашната телевизиска продукција. Сега 40 години подоцна сменете си вкусовите и на публиката и на децата, а и начинот на гледање на телевизијата. Како во ова време на брзи дигитални промени ќе најдем место еден таков проект? Се во таа серија што беше ново, да речем, технолошки, беше направено со огромен ентузијазам и со идеи на екипата што ја правеше. Зборам за техничката екипа, зборам за техничкиот директор Владарсовски, зборам за миксерот, односно повеќе од миксерот Иван Чунихин и за другиве, кои што дигаа патоси во телевизија, преспојуваа кабли
и така се случија некои слики кои што не беа возможни претходно, значи немаше такво. А сега ние сакаме да се отвориме, Бушева азбука е значена, луѓе ја гледаат, меѓутоа веќе, како да кажам, времето е газено некогаш. И сакаме да ја поставиме така да биде достапна на сите нови технологии, од телефон па натаму, не? Така да не мора да биде на телевизија, не мора да биде комплетно. Значи може да се взимаат, идејата е парчиња да се взимаат, не знам, сакаш да гледаш еден сегмент, тој го гледаш и така натаму. Исто како што беше и Бушева азбука. Па да, али така беше структурирана. Она беше пакувана по епизоди по 31 минута, по 29-30 минути, имаше 32 епизоди всушност, иако има 31 Последната беше како беше снимањето. Како беше снимањето, да, и таа не можеме да најдеме, не знаеме каде. Таа е многу интересна да се види како беше снимањето. Во секој случај се надам ќе дојдеме до тоа да направиме нешто што е достапно, едноставно за употреба и интересно не само за деца, него и за големи, како што беше и Бушавата азбука, бидејќи таа гледа и возрастни луѓе и кога почнавме да ја снимаме, уште ќе кажам, направивме една анализа кој е процентот на неписмени или полуписмени во Македонија. И тој процент беше огромен. Ја не викам сега дека Бушева азбука смени нешто тој смисла, ама барем му возможи даде еден алат, ако некој сака да влезе во тоа, да научи уште нешто, да има простор на телевизија на еден лесен начин, достапен и возбудлив. Така. Добро, ќе зборуваме за Бушев буквар и во продолжение, за буквождар уште малку, бидејќи буквождар е нешто прво што ќе можеме да го видиме како наследник на таа Бушева азбука. Очекувате, рековте, во 2025 10 епизоди од анимирана серија. Да. Главните јунаци, колку што успеав да разберам, ќе тргнат во мисија да го спасат мајчиниот јазик. И тука е во фокусот мајчиниот јазик. Точно, во фокусот е мајчиниот јазик и во анимираната серија, односно македонскиот јазик, меѓутоа е малце подруго концепирано од колку што е играната серија. Значи тука нема да се зборува како треба правилно да изговараме некоја буква, како правилно се пише некоја буква или оно со што ќе се занимава Бушев букварот, тоа е понапредна употреба на јазикот, тука повеќе е авантуристички тип на серија во која што повеќе ќе повторно е образовна, меѓутоа повеќе за оние вредности колку е битно за зачувањето на културното наследство, колку е битно за зачувувањето на македонскиот јазик како мајчин јазик, не само во Македонија, туку и секаде онаму каде што има македонци и каде што се зборува македонскиот јазик, и некои други пропратни теми како што колку е битно другорувањето, затоа што би требало да направиме една конексија помеѓу Бушева азбука пред 40 години со новата играна серија Бушев буквар. Значи тој некој вакуум простор од 40 години кој што, како што реков претходно, вината многу често ја префрламе кај младите, меѓутоа никогаш не се рефлектираме кон самите себе што сме создале во тој вакуум простор од 40 години. Значи пробуваме да ја направиме таа конекција за да покажеме колку е битно прво употребата на мајчиниот јазик. Не сакаме да кажеме дека не е битно да знаеш друг јазик. Многу е битно да знаеш многу јазици, меѓутоа е особено значајно да го познаваш сопствениот јазик, и тука е главната приказна на буквождар. Познавањето на сопствениот јазик, а понатаму и надоградувањето со други јазици. И бидејќи како главна публика ги таргетирате малите дечиња, оние кои се описменуваат практично во таа возраст од 4 до 12 години, веројатно во ликовите треба да има испреплетено добра приказна, мора да има и некој негативец. Впрочем, веројатно оној што го краде. Да. Јазикот, па потоа главните јунаци. Ќе имаме негативец, нормално затоа што е во туристички тип, овие дечиња кои што ги видовме на песничката се всушност главните ликови. Тоа се Дарија, Марко и Филип. Мислам дека првпат ги спомнуваме нивните имиња некаде јавно. Значи, они се тие што ќе носат приказната, ќе имаат и помошник од миленикот на Дарија, кој што е Буф, и се вика Дзе. Повторно една асоциација на Бушева азбука. Да, повторна асоциација на Бушева азбука, а главниот негативец всушност ќе биде тој што ќе проба да го одземе јазикот од децата кои што ќе тргнат во една
авантура да го спасат собствениот јазик и собствениот мајчин јазик, затоа што сваќаат дека без него не може да комуницираат со своите родители, не може да комуницираат со својата баба и дедо, и тука се поставува таа битна врска помеѓу наследството и што во иднина ние ќе оставиме. Професоре, рековте дека во тоа време има значителен процент од населението во Македонија било неписмено и дека бушавата азбука на некој начин придонела кон... Или делимично писмено, да речеме, не, да. Кој денеска сака да ни го украде јазикот всушност? Зошто македонскиот јазик е загрозен, освен поради фактот што сме мала нација што го зборува и тој за жал е еден од јазиците кој е во изумирање и на долги патеки осуден на изумирање ако ние самите не внимаваме, него унапредуваме и него развиваме јазикот. Знаете како, мислам, тоа е нашиот идентитет. Мислам, тоа е најважниот, како да кажам, елемент на нашиот идентитет. Мислам, и тука сите да се направи да се спаси, одржи, унапреди, да се направи. Така да, кога се зборува за идентитет, кога се зборува за Македонија и така натаму, не помагаат студирања во гради, не помагаат патриотски изјави, во ред, не ништо против. Меѓутоа помага јазикот. Јазикот е тој што е као што за нашата другите... единствена татковина. Па да го цитираме Коневски, ама суштина така е. Мислам, јазикот не двои. А кој го загрозува во ова денешно време? Ако тогаш во тоа време било недоволната писменост на населението, сега после 40 години кој е најголема закана за македонскиот идентитет кога станува збор за јазикот? Па ја мислам, прво ние самите, бидејќи не го почитуваме како што треба, не се грижиме, не го пазиме, не се бави државата со јазикот, мислам, без обзир која држава, значи не само од сега, него наназад, не се бави, не помага да стане лесен, достапен, не ги поддржува алаткиве, не ги поддржува новите фонтови, не ги поддржува и така натаму. Значи не викам дека треба да имаме Министерство за јазик, ама јазикот не е, како да ви кажам, нисто важно како Министерство за одбрана, например, велико политика. Затоа што тоа е суштината. Нема друго. Мислам, на тоа се темели се и така да нема тоа некој непријател што ќе оподлежи. Можеме ние да ги дефинираме овие разни наши традиционални непријатели од околината што сакаат, не знам, ова, сакаат тоа и така натаму. Или кои не негираат на еден или на друг начин. Па да, или многу уживаме да збориме дека не негираат. Мислам, ние треба да се бавиме со тоа како да го афирмираме нашиот јазик, како да го протуркаме во свет, како што во некои сектори се протуркува. И веројатно еден од најдобрите начини за афирмација на мајчиниот јазик е да се снимаат токму такви производи што ќе останат белек на едно време. Бидејќи бушава азбука не беше само играно забавна содржина, туку е буквално енциклопедија, односно белек на една генерација македонски граѓани кои расте и се описменува. Да, имаше пошироко, значи не беа само буквите како се пишуваат или како се изговараат, туку беше и етно моментот, беше поезија, беа песни, беа културно наследство и така натаму. И тоа правеше така значајна и широка. Значи не беше едноставно, она покажуваше богатството на нашата култура. Сега, ако нашата култура не се поддржува, ако нашата култура не се афирмира, па и преку бушава азбука, односно преку бушава буквар, тоа е главната опасност, да повторам. Че стварно се доаѓаме во ситуација да немаме доволно производи на македонски јазик да се афирмираме. Значи, во свет кога одите вие, со што одите? Вие одите најлесно со, не знам, со филм, со представа, со изложба, со телевизиски производ, со видео производ, да го крстам така. Така, и кога веќе го спомнавте тој етно белек, кој го таргетираш исто така бушавата азбука, сепак стануваше збор за едно друго време, кога се емитуваше бушавата азбука премиерно, живеевме во една друга држава. Таму беа третирани дијалектите на македонскиот јазик. Да. И во тоа време не знам какви беа реакциите, бидејќи јас бев мал, не се сеќавам. Меѓутоа, стравувате ли дека во ова време денес, бидејќи бушавиот буквар гледам дека има тенденција да се занимава со дијалектите на македонскиот јазик, дека би можело да предизвика реакција имајќи предвид сензитивноста на прашањето кога станува збор за македонскиот јазик, особено кога ќе се
третира диалектите од Мегленско, Костурско или Пиринскиот дел на Македонија, бидејќи во Бушава азбука беа редовни тие? Да. Практично, видите, ние не им ги взимаме на соседниве држави, ако ги цитираме, ако ги афирмираме. Тоа постои, тоа е наше, како да ви кажам. Има таму луѓе што зборат така да ние не се бавиме со прашања со кои што треба да се бави Европска унија или заедница и да ги решават прашањата на малцинствата или на заедниците. Ние се бавиме со јазикот, значи ако има потреба од таков јазик, тоа ќе се појави. Во моментов има во секоја епизода од Бушавиот буквар, има по една голема сцена базирана на диалектите и има во секоја епизода исто така е по една сцена што се темели на другите јазици што се зборуваат во Македонија. Значи има сцена што е на српски, на албански, на влашки, на не знам кои, тоа се кратки сцени, меѓутоа со свест дека постојат и други јазици кои се тука дел од таа цела цивилизација, култура и така натаму. Имаше ли во тоа време реакција, на пример, од Грција или од Бугарија, кога се емитуваат тие епизоди, кога се третираат тие диалекти кои во етничките граници на тогашните држави припаѓаат таму? Па, ја не сеќам дека имало некои реакции, може имало, меѓутоа не може да се секираме сега за реакциите, тама работа. Па сега секој ќе се реагира како сака да ние гледаме да направиме. Па не треба да се секираме, меѓутоа сведоци сме дека културата, филмот особено предизвикува многу жестоки реакции од соседите од некои земји кога беа емитувани во овие години. Дека Македонија не најде начин да си е својата култура и цивилизација да ја афирмира широко. Мислам, пред се преку разни културни активности. Бидејќи култура, спорт најлесно патуваат надвор. Мислам, те потешко патуваат симпозиуми за јазик. Мислам, во ред, може да имаме и тоа. Меѓутоа, вие кој имате, не знам, филм, кој имате представа, кој имате изложби исто така за одредени материјали, вие практично влегувате у центар на работите и комуницирате со еден слој на тамошната публика што е заинтересиран за ширење на границите. И мислам дека се менува времето и дека без обзира на моменталниве, не знам, непријателства, да ги крстам, иако не се баш непријателства, мислам дека ќе се најдат начини да се пробие тоа, само ако ние како Македонија се изборим, си најдеме логика во тоа. Иако вие како Слободан Унковски сте потписник како режисер на тој култен проект Бушава азбука, сега се јавувате како креативен продуцент на проектот, иако ангажирани се видов врвни имиња таму, нашиот легендарен, еден од најдобрите писатели, почитуваниот и починат Горан Стефановски се јавува како сценарист, а по неговата смрт продолжува Маријан Алчевски, исто така истакнато македонско име кога станува збор за сценарио, наш човек кој долги години живее и работи во Загреб. Тие двајца се јавуваат како сценаристи. Практично ние одгоре нарачавме епизода од 31 епизода и он ја постави структурата и испиша, да речеме, едно 15 на епизоди и повеќе. Кога, за жал, кога го изгубивме, Маријан Алчевски долго време се мислеше дал да се напати на тоа. Поради предизвикот? Па да, затоа што не е лесно да влезете вие се на Горан, како што рече Маријан, Чевлите. Меѓутоа, Маријан Алчевски е навистина еднозначено име на македонската сценарио и воопшто филмиран по Европа. И ми е драго дека се напати и дека успеавме со него да ги отвориме еден друг правец и да ги додефинираме сите епизоди. Благодарејќи, не знам, на Комерцијална банка, на други спонзори, успеавме тоа се да го покриеме, тој дел е до ниво на до која фаза? До ниво на напишани сценарии? Да, до ниво на сценарија. Сега, ако еден ден трнеме снимање понатаму, ќе мора се разбира да се прочитат одново, помина веќе неколку години. Меѓутоа, они се као база се озбилно градиво разработени. Да. И практично и тоа е парадоксот што имаме таква структура која што не можеме да ја направиме. Значи не мислам само верувате дека не им баш потребна се афирмација на 76 години, разлика до ветри, што ќе кажем. Нити имам некои амбиции сега да се докажам тама работа. Мене ми е мерак да направам нешто што е потребно. Што ќе остане белег за едно друго време. Ми е мерак да направиме структура која што е возбудлива и која што повторно не враќа таму кај што треба, да се бавиме со јазикот, да не ги забораваме работите што се случи со јазикот, со литературата и така. Добро, вие сте креативен продуцент, кој би го режирал Бушавиот буквар? Мислам, имаме тука разни варијанти, у секој случај младата генерација треба да земе. И бидејќи станува збор за играна серија, веројатно поголемиот дел од актерите кои се актуелни денес, не?
Па, врвните актери во Македонија? Се разбира, кој ќе успееме да добиеме и кој би одговарал за тоа што имаме таму разни. Ке има ли некое поврзување, некоја нишка што ќе ја сврзува бушавата азбука со бушавиот буквар? Па им такви постојат у сценариото, може да се направат, ќе видиме дали ќе успееме понатаму да ги направиме. Зашто и букваждерот овдека што за кој што зборевме, он е на некој начин инспириран од она што Јовица Михајловски го игра во бушавата азбука, значи он е типот што ги јаде буквите што е голема опасност, да. Така да ќе видиме понатаму. Букваждер е и некој што јаде и некој што е аждер, значи некој змеј што ги јаде буквите и го спречува говорот и комуникацијата. Така да во овие, што ќе кажам, во овие 40 колку ги наброивте години, скоро 39-40 години од бушава азбука, повеќе пати имаше обиди да се направи продолжение. Имаше неколку обиди да се направи и на албански јазик, сосема нова друга серија. Нашата идеја беше секоја што говорам, кога се шегувавме да направиме на кинески, бидејќи има 44.000 букви од дневна употреба, па да има. Ама тоа беше повеќе сезони, да видам. Тоа доживотно. Во повеќе сезони. Доживотно беше, да. Добро, кој е тимот сценарио? Овде Маријан Анчевски и Горан Стефановски, во букваждар кој пишува, кој игра, кој анимира, кој позајмува гласови? Значи тука имаме една многу млада и талентирана динамично изгледа и тоа. Динамично и талентирана екипа, значи сценарист е Калија Киселичка, режисер е Ѓорѓи Унковски, илустратор и уметнички директор е Томи Ѓуровски и имаме една многу добра екипа аниматорска, која што можеме да видиме и од песничката, која што е всушност најава за она што ќе можеме да го гледаме како анимирана серија во некаде мај 2025. Значи тука ги имаме Коле, Берта, Горан и Дамјан како аниматори, значи сите се прекрасни во својата работа, односно многу добро знаат што треба да направат и ја сваќаат големината на овој проект и затоа како што кажа професорот Бушава азбука беше малце ентузијастички снимана. Ова е нашиот ентузијастички проект кој што го имаме, со кој што сакаме да покажеме во јавноста и кон институциите и кон општеството дека борбата за македонска содржина, да има што повеќе на телевизиите и не само на телевизиите, и затоа што ако има на телевизија ќе има и на другите канали, е многу битна и затоа треба да бидеме што е можно поревностни во пронаоѓањето начини како да тоа се случи. Ние пронајдовме начин сами да инвестираме и да спонзорираме со одредени донатори кои што помогнаа за да се случи анимираната серија. Се надевам дека многу брзо имаме институции и индивидуалци и бизнис заедница кој што ќе препознае дека не само анимираната серија треба да се случи, дека многу набрзо треба да се случи и ова од каде што произлегува и анимираната серија, тоа е Бушав буква. Анимираната серија во колку епизоди е? Анимираната серија првата сезона ќе има 10 епизоди кои што ќе траат отприлика некаде 5 минути. Тоа е она што и малци претходно зборуваше, дали е прилагодено, како ќе го прилагодиме на новото време. Нашето искуство кажува едно, а тоа е дека добра приказна не е потребно кратење, доколку е добра. Односно, луѓето имаат онолку внимание за содржината, колку таа е квалитетно сработена. Иако зборуваме за 5 минути, затоа што се обраќа кон
кон помлада публика, обично знаеме да кажеме дека они немаат ни 30 секунди внимание, меѓутоа како што кажав, кога приказната е добра, тоа внимание многу лесно може да се задржи. Професоре, Бушавиот буквар исто така во 31 продолжение, така? Прва една сезона од 31 епизода. Така е планираме да се успееме. Не на кинески, значи остануваме на македонски. На македонски да остануваме 31 да. Што освен потрагата по финансиска конструкција е најголем предизвик во периодот што предстои за во 2025 на достоинствен начин да бидат обележани тој јубилеј од 40 години Бушава азбука. Знаете како, ние се надеваме дека македонскава држава, нејзините органи, македонскиот бизнис, поединци ќе најдат логика да финансираат таква една програма, затоа што навистина е значајно. Дали ќе успееме од тоа, не знам, работиме на тоа, не со преголем успех последниве години, бидејќи некако друго е времето, нема никој трпение за такви битни полесно се зборува за нив отколку што се работи, не? Тоа е во производството е смешна сума во однос на разни други проекти што гледаме дека се случуваат, кои што одат милионски суми, не? Така да ова е нешто што како што се покажи со Бушавата азбука, нешто што може да трае со години и да врши работа како што треба да врши, не да ни помогне да се вратиме на нашиот јазик и да најдеме нови квалитети и да најдеме начин како да го употребуваме најбоljе. Претпоставувам и во Бушав буквар има музика, исто како што во тоа време легендарните Лепи Соло ставија печат во Бушава азбука и во Бушав буквар има нешто такво? Да. Дури да речеме, јас неуспешно го наговарав Диме Поповски, знаеме сите, не? Во секоја емисија на крајот да заврши со негова песна, ќе видиме, не знам дали ќе успеам да го наговорам. Во секој случај се разбира, да, треба да има песна, треба да има разни аспекти и да биде колку што ќе биде за деца, секогаш да биде интересно и за возраст. Практично ние тој го правиме. Она што го спомна Мите за 30 секунди, практично кога работевме Бушава азбука, со Горан гледавме истражувања за вниманието на децата и свативме дека е 30 секунди, ако нема после 30 секунди гек, дека детето губи внимание. И практично тамо каде што се државме до тоа комплетно, тие се најдобри делови. Тамо каде што паднавме во севдах, така да кажем, каде што ни се допадна македонскава литература, каде што ни се допадна други, требаше поише време одвоивме на тие работи, тамо да решиме вниманието на децата опаѓа. Меѓутоа, ете. И за крај само, имате ли бројки, некаков показател, некаква евиденција за гледаноста на Бушава азбука? Па јас знам дека телевизија ја репризираше милион пати. Значи, кој милион, не милион се разбира, меѓутоа неброено пати, така да во еден момент телевизија рече дека више не може да ги поддржува нашите права од репризите, не. И кога станува збор за YouTube и онлайн содржина, бидејќи беше поставено и таму, тоа е многу интересно да се земе како водич дека дури таа содржина што е направена пред 40 години, значи тогаш важело правилото 45 секунди ново нешто, што значи дека кадар бидејќи вниманието паѓа. Што значи дека не се променило премногу во овие 40 години, само ние мислиме дека као сега нешто децава немаат младава генерација нема премногу внимание, значи не се променило многу. Меѓутоа, интересно е да се види дека старите епизоди живеат моментално на YouTube, имаат милионски прегледи. Кузевски, професор Јунковски, ви благодарам многу за гостувањето, ви посакувам успех и да успеете во проектот да го истуркате и да види бел ден во 2025-та, еве Бушав буквар и Букваждар. Благодарам на поканата. Почитувани, останете на фреквенцијата на Телма. Време е за второто информативно издание денеска во соседното студио за вести.